Споменикот Илинден во Крушево или уште попознат како Македониум е еден од најзначајните и најпознати споменици во Македонија, изграден и пуштен во употреба во далечната 1974 година, на 71-та годишнина од подигнувањето на Илинденското востание. Автори се Јордан Грабул како вајар, Искра Грабул архитект и Борко Лазески сликар. Целиот комплекс е составен од 4 целини, кои започнуваат од платото на Гумење, каде се наоѓаат прангите, а потоа патот ве води до гробницата или криптата на загинатите револуционери. Одлучивме и ние да направиме една прошетка и представување на овој комплекс. Се наоѓаме во вториот дел од споменичниот комплекс на споменикот Македониум во Крушево. Првиот е оној дел на платото на Гумење, прангите, а овдека сме закружени со еден вид на топчиња. Така да кажам, за што точно станува збор и што представува ова место? Така. Да, точно се наоѓаме во вториот дел од споменичниот комплекс од самиот споменик Илинден, нели попознат под псевдонимот Македониум. Првиот дел е кај неколкуте пранги, прангите кои го означуваат петвековното робство под Османската империја, следствено поставени од првата пранга која е бесилка, наредните три пранги кои представуваат нели тривековниот најтежок период и последната пранга која е раскината пранга или ослободувањето од Османската империја. Како концепт во 4 дела Јордан Грабул го има осмислено перфектно ова негово дело, така да проаѓајќи кон финалето, кон кулминацијата на самата купола, доаѓаме до вториот дел, кој се нарекува крипта, гробница, или како што и сами кажавте, преку овие налик на топовски цевки или овие испакнатини, на чии фронтални делови може да ги прочитаме имињата на мноштво заслужни наши борци, дејци, места на борби, места на состаноци од севкупната територија на македонскиот народ во која се извршувале тие борбени дејствија, тие одбрани за нашата слобода. Така да, како име на овој дел е крипта, секако фигуративно, значи не постоje тука вистински реални останки на нашите луѓе, него е едноставно приказ уметнички на тој период. По криптата или гробницата, следниот дел од овој споменичен комплекс е така наречената летна училница. Но за жал, сега е зима и целиот простор беше покриен со снег и не можеше да се види многу од него. Поголемите групи кои ни доаѓаат во посета на овој спомен комплекс, ги седнуваме тука и ми одржуваме онај едукативен час, онај историски час за значењето на овој комплекс и на ова дело. Додека второто име, кое се нарекува летна сцена, е повторно поврзано со убавите периоди, нели, кога тука може да седнат 200 слободно луѓе, а во рамките на повисокиот дел да се одржи одредена културна манифестација, од типот на некој мал концерт, културно-уметничко друштво и така натаму. Она што е важно за овој дел покрај ова објаснение се овие два керамопластични ѕида во форма на некое абстрактно прикажување на македонскиот фолклор или на боите на македонскиот фолклор, дело на нашиот познат основоположник на современата уметност Петар Мазев, кој уште од старт ги различува фактички овие делови кои треба да кулминираат со самиот споменик, со самата купола. Оно што може да се забележи, за жал, тука и овие столчиња во училницата, но и ова уметничко дело што е околу нас се наоѓа во една незавидна состојба. Па да, сепак многу важно и би рекол круцијална потреба е да се извршат реставраторски потези, да се тоа санира, да се реставрира, да се реконструира можеби, но како да е, ова дело не смее да продолжи на овој начин да пропаѓа, бидејќи 1300 надморска висина, големи зими, времето си го прави своето. Така да би требало да се интервенира за тоа да се спаси и да остане за нашите поколенија. После училницата се наоѓа главниот објект на овој споменичен комплекс, односно објектот кој често пати поради својата форма го споредуваат и со Вселенски брод. И она што прво мене лично ми паѓа во очи, тоа е самата влезна врата,
која во формата ја содржи буквата М, што де факто го прикажува и онај псевдоним името Македониум. Уствари, самиот автор Јордан Грабул сака да ја прикажи македонската држава преку овој споменик. Има многу објасненија што всушност од надворешна страна сакал да кажи нашиот автор, така да едно од тие објаснувања е дека тоа е Боздоган, тоа е борбата на македонскиот народ за својата слобода през цела своја историја, сочинувајќи ја таа топка со тие испакнатини и мостот како таа дрвена рачка на Боздоган. Но според одредени извори до кои јас имам дојдено, самиот автор вели дека тоа е еден жив организам. Организам кој расти од тлото на земјата, на површината. Па ако малце тоа и поетски го поврзиме, би рекло дека тоа е растењето од тлото, од робството и изникнувањето на површината горе, преобразувајќи се во тој еден абстрактен селенски брод кој има цел да полета во космосот, нели? А космосот е апсолутна слобода. И истото тоа на некои места самиот автор го спомнува за самите прозорци, кои од натрешна страна гледаат на повеќето хоризонтални делови, но и оние витражи кои се насочени кон небото, кон космосот. Така да самиот тој вели дека долните прозори се комуникација со светот, додека горните прозори се комуникација со космосот. Влеговме и внатре во споменикот. Генерално можеме да го поделиме на прво ниво кое се наоѓа во долниот дел, со централниот дел на вечниот оган, или огнот кој гори во срцето на македонскиот човек за својата татковина, за својата слобода, потоа да заокружиме на овие долни 4 уметнички галерии со една лабава, лесна, абстрактна уметност која има направено конкретно самиот автор Јордан. Тука во тие 4 галерии се прикажани 4 историски периоди на македонската борба, на македонскиот непокор, започнувајќи од периодот на преродба, преминувајќи на периодот на Илинденското востание и 10-дневната Крушевска република, преминувајќи од другата страна на Балканските војни и Втората светска војна и завршувајќи со конечната слобода на Македонија. Секако движејќи се низ тоа долно ниво, низ тој прв дел, го среќаваме и оној споменик би рекол во споменик. Таа коцка, тоа е надгробниот споменик на нашиот председател Никола Карев, председателот на Првата република на Балканот, Крушевската република, која тука се мести 90-та година, поставувајќи ги неговите останки, преместувајќи ги поточно од музеот на Илинденско востание. После тоа концептот се движи на вториот дел, тоа се витражните прозори. Тука веќе улогата ја презема Борко Лазески, уште еден великан на современата македонска уметност, кој преку овие шарени стакленца прави еден фолклорен приказ, еден колорит повторно на нашиот македонски фолклор. Па така е многу интересно, кога имаме сончеви денови, сонцето преку тие витражи знае да направи на подот шарен тепих, кој го прикажува, нели, она што го кажавме, колоритот на македонскиот фолклор. И на крајот горниот дел на куполата, каде што гледаме повторно 4 отвори, 4 прозори, кои всушност се 4 факели на мирот и слободата, символизирајќи ја слободата на веќе македонската држава, нели, тоа е всушност представата на споменикот, кој од надворешната гледна точка се распослани на 4 страни на светот. Додека својот оган тие факели го црпат од центарот на споменикот, тоа е од срцето на македонскиот човек. Но за жал сликата во Македониумот и не е така сјајна. Пред 2 години заменети се искршените стакленца на витражите. Но за жал и покрај некои интервенции, внатре во споменикот се уште тече вода, поради корозираниот метал на кој што се поставени самите витражи, а ѕидовите се позеленети од мувла. Во 2016 година се превземени одредени работи за реконструкција на споменикот од страна на фирма која што нестручно ги извршила работите, иако биле потрошени над 3 милиони денари.
Значи, работите почнуваат да течат во текот на 2016. Работено е на бетонскиот дел, почнувајќи од првата зона на самиот споменик, в прангите, наречени прангите, потоа во онај дел каде што е гробницата со топчината и понатаму продолжено е во керамичкиот дел во амфитеатарот, самите столчина се третирани, како и самиот споменик тука е третиран однадвор со префарбување на боја нестручно. Исто така тие имаат и правени интервенции и на самите витражи. Менувани се делови од витражите искршени стакла кои биле во тој период со несоодветни материјали стакла. Вие знаете дека витражите се посебен материјал, посебно уметнички дела кои си бараат соодветни материјали за изработка и стаклото е витражно специјално се набавува за изработка на еден витраж. Значи тие работеле и во тој период и на витражите работеле нестручно, како и на металната конструкција кои ги носат самите витражи и витражите и долниот дел на стаклените делови каде што не се витражи, него има стаклени. Конструкцијата металната е многу оштетена и тие веројатно нестручно пристапувале на заштита со одредени некои китирање и така натаму, што не гарантира никаква заштит. Во 2017 година е раскинат договорот со фирмата и се започнува со изработка на нов проект за реконструкција на Илинден. Се вклучуваат и полски експерти за реконструкција на витражот. Проектот сега бил при крај и во јуни Заводот и музеј Прилеп истиот планира да го достави до Министерството за култура. Значи ние направивме анекс и проектот можам да ви кажам дека е во завршна фаза. Вклучени се експерти, наши експерти, витражисти од машинскиот дел, од бетонскиот дел, архитекти. Исто така, во една прилика имам спомнато дека ние донесовме и експерти од Полска, витражисти специјално кои работат на таа проблематика, направија истражувачки работи и нивните согледувања, нивните стручни мислења се имплементирани во проектот и најверојатно ќе видиме сега овој проект изискува големи средства на пари, така да најверојатно ќе биде распишан тендер и меѓународен тендер, кој има право, знаете дека да конкурира, веројатно ќе бидат вклучени, се надеваме, и тие странски експерти за да ја сработиме работата како што треба, како што заслужува. Например, споменикот да се доведи во состојба на заштитена и да биде репрезент како што бил на самото отворање. Годинава со 2 милиони денари ќе се реконструира бетонската конструкција на објектот, откаде исто така на горните делови од споменикот навлегува вода. А потоа ќе се оди со витражите и керамичкиот дел кај летната училница. Лани пак со 900.000 денари беше комплетно заменет стариот со нов индустријски пот. Со сите овие инвестиции за 2 до 3 години се планира Македониумот комплетно да го врати стариот сјај.